Благодарам, председателя. Колега, зошто велите дека ние од опозицијата не сакаме да се реши проблемот? Немаме намера да се реши проблемот. Не е тоа така. Што им фали на заклучоците кои што ви ги приложивме како опозиција? Ајде, прифатете ги, имаме и краткорочни и долгорочни. Прифатете ги и со тоа докажете дека сте загрижени за здравието на граѓаните, да не дишат загаден воздух. Докажете дека вие имате доблест и сте спремни заеднички да го решиме проблем. Колега, во повеќе наврати ја фалите владата. Која влада ја фалите вие? Ја фалите владата која што успеа да потроши 630 милиони евра за споменици. Ја фалите владата која што допринесе 180.000 граѓани да живеат по 40 денари на ден. Ја фалите владата која што затвори над 10.000 фирми. Владата која што ја одземе 10 години живот на граѓаните на Република Македонија. Ја фалите владата во која што и нивните министри кажуваат дека не е добро. Еве еден ваш министер од вашата влада вели, цитирам: ние сме лудаци, онаа што го правиме е ненормално. 80 милиони, 60 милиони, 42 милиони. Америка да бевме, немаше да се издржи. Ние немаме за леп дома, а трошиме на чоколадо. Потоа вашата екс-министерка исто така рече, буквално тој термин што го употребуваат комуњарите за бегани, тоа е тоа. Ни фалите влада која што го загрози животот на граѓаните на Република Македонија. Дали вие сакате да признаете или не, работите во државата не се добри. Народот после 24 април ќе ви ја испрати фактурата. Вие ќе морате на 24 сакали или не ќе да ја платите и да си заминете од власт, бидејќи вака повеќе не може. Во однос на загадување, па и во Штип, колега, и во Радовиш од мојот град од каде што доаѓам, има загадување, но за жал немаме мерни инструменти и не можеме да видиме колкаво е загадувањето. Имаме загадување и од депонии, загадување од вода, од воздух. Ние самите можеме да констатираме, а лиштата кои што ги оставаме по ден-два надвор во зимниот период да се сушат, па тие наредниот ден веќе мирисат на чад.